емисија отворена за. Ви посакам добре дојде и малку невообичаено, не од студиото, кој е од терен. Зошто да не посветиме внимание на земјоделието и да видиме како еден вистински земјоделец го вади лебот, успева да одеда голем број на култури и на крајот да биде со насмевка. Така бевме ние пречекани од Ристо Бошев од Кавадраци, човек кој го познавате сите, сте били на градскиот зелен пазар и заедно со неколкумина луѓе оригинални или вистински земјоделци можете да го забележите на градскиот зелен пазар во Кавадраци и во други градови во Македонија. Решивме да дојдеме овде да видиме како Ристо го произведува она што го купуваме ние секојдневно, колку е тоа еколошко, дали е тоа здраво, дали му се исплати да биде земјоделец, дали му помага некој, дали е сам во оваа професија, дали има некое наследство од татко му, за да го работи овој занает и воопшто дали е тешко или лесно да се биде земјоделец. Ристо, здраво. Здраво. Како си? Добро дошли, добро е. Ова емисија снимаме во четврток, во месец март. Како е да се биде земјоделец во месец март? Ако си расположен за работа, земјоделец да се биде не е тешко. Ама денеска нече никој да работи, а ја мојата фамилија цела посветена на оваа работа. Така да немаме проблеми. Работеше ли дедот и татко ти на земјоделие? Татко ми работеше друг занае, да речеме. Добро. И ја го работев исто занае тишер, па сега свртеме на земјоделие. Така да има храна. Меѓутоа, Ристе, ти добро произведуваш. Произведувам прилично доста количина. Ти си буквално вработен или ангажиран цела година. През целата година, за нас нема застој, да речеме. Почнува веќе од рана пролет марули, кромидија и лукчиња. Одиме рано градинарски патижан, одиме бостан од 2 мај се саде бостан на нива, веќе се е спремано. Ќе ве заведам таму во оранжеријата кај што се произведува растот сега, ќе го видите и тоа. И така. Добро. Есента завршува, зимото што? Нема кај нас нема зиму. Од есента е ваа садена марула, сега што трошим. Од каде таа енергија генерираш, мајка остана? Во е многу лесна работа, бе. Како лесна работа? Кој сака да работи ваа најлесна работа? Па ние сите чекаме на пазарот да се дајме пари да си купиме. Да, тамаме. Колку има земјоделци во градот или на пазарот што пазар. продаваат? Освен тебе. Јас реков преку Вака кумина. сега. Има 2-3 од Марина, да речеме, Добро. што се производители. За мене, јас знам дека сум производител, да речеме, а другото повечко е на купци. Чека субари да занесам роба на пазарот, ако може да му дават да купат. Порано не беше така. Добро, порно не беше така, порно. Од целата доста се произведеше, да речеме. И секој ќе донесе една кошница јајца да донесе и ќе ја продаде. Сега денеска нема. Нема. Вчера, вака сега. Да. Гледаш вчера што се деси. Да. Немало лепо у Скопје. Немаше. А секој си имаше порно брашеница. Дома си месеше, секој гореш порето. Кавадраци имаше пече с фурни Така, и таму така. одевме, таму го Така, носиме така, лебо, така, таму така, си така. печевме. Ристе, многу е тешко и одговорно. Дали храната што јадеме од тебе е здрава? 200%, не 100%. Амди барем шујка 101%, како ви кажеш. Нема проблем, се е тоа капка, се е од подземна вода се вади, нема проблем. Баре за сега. Прочистена вода. Прочистена бунарски подземна Слушам вода. дека многу малку пестициди ставаш во заштита на Воопште не е прскано. Барулто воопште не се салатата. прска. Воопште не се. Воопште не се прска. Патличен го да се стоиме 2-3 пати, да Па речем. гледаме рулото ти е во здрава кондиција. Прва Ова е класа. измислено, не треба. Ова марула би одела во маркетите, пакувана во хартија и одма би се продава. Немам ја толку многу време, ја имам. Така зборувам. Не, пазарите ги држам доста, да речем, сега трошам на пазарот трошам работа. Имам и муштери. Тоа е и битно се. прашање. Да. Произведуваш, меѓутоа можеш и да го продадеш тоа што произведуваш. Да. Можеме. За нашето производство без проблем го продаваме ние. Не е малку оранжери воа, имаш големо пластеничко производство, имаш и отворени ниви, треба сето да се произведе, да се планира. Да. И да се посади. на време да се реализира. Како те прати твојата фамилија? До сега сум презадоволен, сите се вклучени во вода, да речеме. Кој? И синот и снајата и поголемите внучиња, така да нема проблем. Браво. Ами вчера на пазарот он 20 лева, внуците беа на пазарот. Ристе, не може денеска да оди никаде, мора да седи дома, Да. може да... Има кој да го замени, нема проблем. Браво, што значи дека не му е тешко или пак не се како овие млади, јас не сакам тоа да го Не. работам. Вие млади, нашите деца, да речеме, гледаш што работи дедо му, што работи татко му и нема промршебе. Сега ќе пратам на нивата да наберат на приколица зелка, а берат и утре се на Тоа е пазар. добра генетика. Аби добро како? Видовме како изгледа првата генерација или ова е генерација која што сега јадеме на марула, ова е која генерација? Ва е втора генерација за некаде 15 апел ќе биде готова за мај да имаме марула. Кога ја садеше? Ва е садена 15 јануар.
15 Значи, януар. колко е той период на зреење? Најмалце 2,5 месеци. Најмалку. Најмалку 2,5 месеци. Се вади редовно? Не према потреба. Како према потреба? Водата како влегува во салатата? Сега ќе видите. Дали таа автоматски влегува или мораш ти да ја пуштиш? Не бе, сега ќе видиш, ќе уклучам, ќе видиш. Добро. Какви се кавадарчени за купување нови зелени работи? Тен трошат. Моето производство се троши, нема проблем ще рече. Да, бидејќи не е мало ова производство, ова е големо производство, да покриеш цел маркет. Кажи ми, дали јадат зелено кавадарче? Се јаде и то доста. Дали има разлика од порано и сега? Дали повеќе или Па вака помалку? сега, Така искрено. вие пазарите ги променија, да речеме, долу дури беше, да речеме, едно време слабо се трошеше и после се трошеше. Аха. После сега пак го сменија горе пазар, дури се управи народ, сега више е познато, се работи, нема проблем. Поентата ми е дали се троши. јаде зелена вегетаријанска стока Се троши. повеќе него ли Се сурместати троши. други производители. Вака сега во пазарна ден ни трошиме 500 кила зелка Добро? салата. Трошиме 200 корења, најмалку 200 корења марула салата и 200 врзалчиња кромбичи. Сега ќе искорам горе. Откупуваат и на купците? Од кај тебе? Ја не му давам. Сум налутен да речеме. Имаш принцип. Така што се. Можеш таму да си го продаваш. Сам си го продавам, што е проблем. Си откупуваш тезга, си плаќаш и си продаваш. Тоа ми редовно, по договор ми тезгата да речеме, таму сум преку 30 години. И за тоа ќе се прашаме. тоа. Одиме сега на друго место. Зборувавме повеќе за салати, Да. за марули. Сега сме пред ова оранжерија или пластеник под вилукче. Лукче, да. Ова е младо лукче. Кога е Младо лукче. садено? Боја садено некаде 25-12 месец. Што сака да каже за колку време ќе биде спремно? Па во за 20 дена веќе младо лукче излева на пазарот. Излева, ја и утре ќе имам одлива на пазарот. Колку пари ќе чини? 3 или 4 за... 4-10 динари. Кај ме таа е стандардна цена, да речеме. Добре, ли е ниска таа цена? Па затоа и си го продавам производството. Ако го продавам колку што продава трговци, не може да го продадам. Ако продаш 20 тешко. Ама така да што се. Во е мој производство, ја му турам цена и немам гајле за тоа. Ви сте овие пластеници се подолго време овде, меѓутоа ти го државаш, нели? Да, да. Можеш да ставиш хартија, ново Мрежа ставаме, ако- во летно време ставаме мрежа да речеме за А. кој е многу жешко и така. Добро. Така. Тоа е она израелската мрежа, така? Да. По квалитет. Да. Каква вода е ова? Бунарска вода, чиста, почиста за пиење вода. А, со ова вода го наводуваш сето ова. Сето се по капка сето од тука се вади. Како функционира системот капка по капка? Системот капка по капка. Се е приклучено. Добро. Приклучено, преку филтер водата си врве таму за да не се затињат цревата и без проблем. Таму ли ги додаваш заштитните средства за одеден или ѓубрењето на земјите? Ѓубрењето на земји се додава преку филтер, да речеме. Преку филтер. Растворено оде и оде директно во... Кажи ми какви ѓубриве употребуваш? Па вака сега, во патлиџани време употребувам 3,20 кристално ѓубре, 2 пати 3 турбо, во тоа е завршена приказката. Фактички ти многу не третираш со... Не. Не третираш. Практикуваме што помалце да има пестициди во него и така. Колку вкупно пластеници имаш овде? Па да сега И што произведуваш? Сите ги кажувам. Не мора сите да се кажуваат, може отприлike кое производство го имаш, на кои култури. Имам млад кромит, марула, рани патлиџани, попозни патлиџани. Нема што нема вде. Ти многу произведуваш бостан. Бостон, тој ќе отиде таму. Сега во која фаза е бостан? Не, сега не е уште посаден. Семците не се пекирани. Не се пекирани. Сега ќе видиме што е пекирано. Добро, одиме понатаму. Колку за еден пазар спремаш отприлика производство, на пример, еве кромичиња? Колку за врзуци? Кромичи едно 200. 200 врзалки и успеам да ги продадам. Сите до еден. И продавам. Кој сме кај пазарот, имаш ли постојни муштери? И тие се салните муштерии. До напте ми се лута да речеме малку порано ќе снема роба, вика да знае порано ќе му вика таа што да прави. Дали е висока цената за изнајмување на простор на пазарот? Според тебе? Вака се, сега не знам како да проговорам да речеме. Па како ти доаѓа? Дарки, тезгата пример. Колку беше на стариот пазар? На горниот стар пазар и тој беше толку долу, попуштија мал цената по 800 кина прија долу и народ тоа го сака да рече таму. А вие пазар треба да се изгради. Добиете ли нешто со 100-200 денари? Нема да добиете. Како? Не. Добро. Кажи си го мислењето, сакам да кажам какво мислење владее меѓу земјоделците, што ги слагаат на пазарот. Дали е таа висока цена или не? Ти сакаат поевтино. Не, секој бара нешто да е поевтино да рече. Меѓутоа таа е стандардна цена години уназад. Така
и така. Кога калкулираш одредено производство, дали внатре ги ставаш и трошоците што ги имаш ти за гориво, за пазар, за наемнина, за носење, за защитни средства и на крајот ја даваш твојата крајна цена. Без есап никој не оде. Добро. Правиме есап дека вода за да се изоре, да се третира, да се расаде, кошта толку пари. Ако не може да се покриеме, не работиме од година, а ние се покриеме доволно, да речеме, и така да... Ја не се жалам, не, добро е, добро е. Овде го вршиш комплетното расадување на се што Да, садиш. ова се вика пикирање, производство на саден материјал. Што пикираме овде? Кои култури? Има дел домати и имаме пипер. Аха. Тоа се од 2-3 сорти семиња, така да имаме и јабучар, има розов округли, има бела Каде го дъга. добиваш семето и по која цена? Семето од земјоделски аптеки. Од земјоделски аптеки. За семејскиот материјал малку да. Зошто ние како држава, како општина, како земјоделци увезуваме од страна и испетаме дека од страна е многу подобро семето отколку од Македонија? Па вака сега. На некој начин и така испаѓа. Така излега. Наше семе Немаме фабрика за семенар. Семенар нема. Нема, не семењата. И денеска посејав некој за подоски на дима, да речеме и така. Оставаш ли некое твое семе, твои производи? Имаме и така, имаме јабучар. Јабучар така го оставаме. Не големи Меѓутоа, волосоци. другите култури од каде семето го набаваш? Па нешто од холандиско семе, што ќе донесат во аптеките, рече. Холандиско семе и има турско семе моментално, 2 сорти. Слушам дека е доста скапо. Па увозното е секогаш поскапо, ама речуваме дека што ме поскапо дека е поквалитетно. Тоа вело дека е субвенционирано и заштитено. Да, Дали да, е така, да. навистина? Изгледа и така е. Бидејќи Не знаеме ни дали Не, при производството него, Не. тамашно дали има расипување? Секако дека е така, да речем, пошто коренот сите патлиџани на китките ги формира исто. Формира 5-6 китки, сите се пак исти, да речеме. Добро. А додека домашно го оставиш, да речеме, си измелезе ваму таму и така. Кога е пикирано овој патлиџан? Вие патлиџани сега пред 3 дена пекирани. Ко требаш вчера, ко требаш да снимаш, беа тука синуто Значи стената. ова се става во Да, една кутијките. Добро. Ја За и колку сега- време ќе биде спремен за садење? Вие 25 март расаден виќе. Го ставаш во пластеници. Во пластеници, да. И после од пластеници кога ќе биде готово? Во јуни, јули? Не, секоја година некаде 10 јуни почнуваме да береме. Стварно. Да. Така е. Добро. Ова гледаме дека ти е свежо ѓубре ставено. Може ли за ова да ни кажеш што е? Тоа Што тоа ќе е биде ова? хумус купечки, тоа пиперче сејано има. Еве што ќе види тоа. Една чорбаџијска чушка. Ова е чушка Да. долга и лута. Да, чорбаџијска вика. Еве мај. Тоа се да го пикираш, после го ставаш во посебно садче. Вие се расадуе, вие втасуе за пикирање. Аха. И така да во не останува никош празно. Ако не напишеш, ако не го чуваш ова, можеш и да го препознаеш. И тука се напишала розова и така натаму. Да. Дали можеш да ги напамет да ги кажеш од прилика од ливчињето, од тие котелидони што ги Вака пуштат? сега. Делат тие, имаме сорта една што се долги патлиџани што се, ги викаме друг му листот. Вие други се јабучара се друг. Може ли лист. ги препознаеш така? Може. Ја години сум сонив како не ќе препознам. Така да не е проблем. Добро, одиме натаму. Камерата нека напрати и нека биде пуштена за да видиме што има во овој дел. Ова е оранжерија во оранжерија. Или пластеник во пластеник. Да. Ова е нешто посебно. Прв пат го гледам. Тука ствараш една микроклима, многу интересна. Да. Потопло од колку... Потопло, да. Што е ова чудо? Пластеник во пластеник. За да биде потопло. Аха. Да втасат поскоро Нешто да втасат него, за да може да се зафане, да може да кинисе, за да... поубави услови за... Да, поубави услови за... Ова досега го нема видено, во мојата кариера е прв пат гледам пластеник во пластеник. Значи се работи И загревање. за двојно загревање, Да. тука не ложиш никакво. Не ложиме рече него радијаторот. Колку Ристо вложува и материјални средства, мисла и стручни совети за да го произведе ова производство. И после на пазар кога ќе отидеме да купиме кило патлиџан, нам ни е скапа, на пример 50, 60 или 70 денари. Ристе, малку кажа дека ти се исплати производството. Дали е така?
Искрено. Па вака се, ако не се исплаќа, не работим, одам со таа девиза да седам да работам, а да не ми се исплаќа. Како може да не се исплаќа? Од каде ова знање го доби? За ово сето да го работиш е без знање. Голема одговорност. Сам Да се дадеш научиш. многу пари, Ако сакаш да знаеш, сам се научиш, иначе никој не ти кажува како да видиш. се Маријанче. консултираш со науката, од која земјоделска аптека и од кој агрономи си најмногу задоволен. Така. Дури беше Саво на работа, Аха. со него се консултираме да Саво речеме Научев. така. Само Научев. А сега да тројци има, Маријанче има вамо Добро, ки Фени хотел, добро. со него и Сутане. Тие се. Што Со работуваш. ако има нешто зор да речеме да прашаме да урадиме така. Благодарам. Ако не ни јасно од книгата и така. Одиме натаму. Го видовме филтерот кој ја прочистува цела вода, која се употребува за наводување на сите култури, а сега ја имаме активирана таа капка по капка во делот марулот. Кога се пушта водата, да речеме, се води рачно колку време треба да тече водата. Едно, 2-2,5 сата треба да тече водата да биде добро наводнено. И па се менја после па на другиот. На другиот Во сите ли пластеници имаш капка? се е по капка. Добро, исто, за да функционира се ова треба се вложат пари. Па без пари нема ништо, ама вовече со години Полека, од година на година. Да, само нешто се обновува, нешто со исто може да продолжи, да речеме, едно ветер што скине најлон, може да купиме најлон нов. А тие најлон за таа да се покрие кошта едната страница 150 евра. За се да се покрие 300 евра најлон треба да се стави. Ако продолжи ветерот, ако не може и така да издржи оваа година. Маријанче. Колку не чини ова вложување во земјоделието? Грубо. За една година. Не мора да цело време колку пари си дава. За да и семе да купиш, и заштитни средства, и ѓубре, и муш, и хартија. Па вака Се се, што да треба. не, да не претераме, да речеме, треба да се вложи најмалце едно 2-2,5 евра за да земеме 5 ако успееме да земеме. Ако успееме. Ако успееме. И тоа не го рачунаш твојот труд што го вложуваш. Да. Дневниот твој труд што го вложуваш или твојата дневница Тамам, нема никој. тамам. Ти мораш да ја чекаш на крајот на годината и речеш, сега можам да се наплатам. Ристе, добро е што имаш наследство. А ако немаш наследници, ќе биде вистинска штета што еден кавадаченец кој одгледува здрави земјоделски Тамам. производи, ќе го немаме. Да. И така ќе биде во некогаш, да речеме. Како гледаш ти на таа иднина наша во земјоделието? Вака се, јас со мојата фамилија ни напредуваме во тие правец. Јас, кога треба да го видиме Бостанот, тоа 3 хектари го зема од државата под закуп, да речеме. Имам лоѓе 30 декари, меѓутоа чисто површина малку имав, а земе 3 хектари, ваа година ќе биде пола Бостан, пола Дињи. И од нивата се... Ти продаваш најубав Бостан во Кавадаци. Знаеш како? Знам како, зошто да не, кога пас од сите па поевтини, пошто е моје. И нема гајле. Разбирам. Нема гајле. Како гледаш на вкупните состојби во земјоделието кај се стимулира младиот земјоделец, постарите ги нема, Вака се. разни мерки се употребуваат, се да се... Не, сега ме чепна тоа на едно место, да речеме, кишо Сакаш субајле баш на синот му викам. Владата наму сакат да работат млади да остануваат на земјоделието. Така е, точно. Ако сака да остане младиот на земјоделието, сега ја имам туа еден што го споредувам, да не го именувам, да речеме, X. од општината еден у пензија отиде со 3.500 евра, со 3.000 пензија, со заедник се и троше. Меѓутоа земјоделец ако отиде у пензија му дават 8.000. Мали се тие, да. Абе, Или 10.000. Не, или 10.000. Така. Створи му услови ти земјоделец, он Значи не е битно само вложувањето во земјоделието, туку и другите предуслови. Така е. Здравствено осигурување, социјално осигурување, инвалидско осигурување и пензија на крајот. Тама работа, ама таа пензија, да речеме, ваа работа не се работи за таа пензија. Ја го работам во Да, строго физичка работа, Да, тука не може да и така. дури не може во пластеник ни механизација да влезе. Мар влеват тракторите, трактор влева туа, фреза трактор влева, сето влева. Наистина. Ама нема, нарака кога е вока сме да ми Висте, ако имаш пластеници, колку се? Десетина и повеќе. Да и пребавам ја Не 2, мора. 4, 6, 8, 10, 12 се. Колку земја ја обработуваш на отворено? На отворено имаме околу 30 декари лоѓе, Добро? имаме 4 декари лук, Така. садиме 15.000 корена, садиме зелка, пикирана, таму, Така. Бостан. и 15 декари Бостан и 10 декари Диња. Која механизација има Ристо Боша за да го обработи ова? Се што е потребно. Од трактор до
од трактор, фреза, прскалки и се што е потребно. Само комбайн немаш. И за таму има комбайн, немам комбайн. Може и тоа ќе допрема, не бива. Како е твоето мислење за ова криза со лебот? Пекарите бойкотираат, нема леб да се купиме. Леп има, само нема кој да му нареди на тие за да го прават. Еј, тоа со синот го правиме овде. Да. Владата се истрча да го намалат тие. Прво се консултира со нив, ќе го намалиме во за вака да бидуе. Така беше. Ги стимулира. Да. Вие викате че вака ќе бидуе, они викат дека не може за тие пари не го правиме тие леп. Чекај бе, кој си ти не го правиш тие леп? До вчера ти дава ефтина струја. Така е. Зашо те дава таа струја ефтина? Сега и 33 денари му е ефтина износ на лебот. Ути сакат многу заработка, иначе не е. Тоа е тоа. Значи, а и реакциите на сите граѓани во Еквадор се она што ти го велиш сега. Ристе, посакуваме да ни траиш долго. Нема грешка. Ваквите луѓе се многу ретки и добро да ги имаме почести. Фала на посета и Ке се гледаме на градска зелен пазар. Таму може се види. И еве сме на пазарот со Ристо Бошев, да видиме како ја продава својата стока. Како ја продаваш? Ваа роба е синоќе набрана, денеска е на пазарот, свежа роба. Робата оде како алба. Зошто оде како алба? Па ути сите го знаат тоа производство какво и така. Да, може има да квалитет. слободно да услужите, госпожите. Ќе услужиме, нема проблем. Тешко ли е да се продава? Абе, како тешко, најлесно да се работи да бе. Митро, Постојано ли купувате вие од Ристо Бошев? Да, секогаш тука. Освен зеленчук, што тој продава? Што? Зелка, лукче некогаш, младо кромиче, младо лукче. Лани имаш и убав бостан. оди од нас. Да, за Бостон, убави тикви, сладки, благи. Имате доверба по него? Па затоа купувам, оти имам доверба. Оти негово производство го знам човека добро. Благодарам. Здраве, господине. Ристе, кажи нешто за овој начин на пласирање на робота. Лак? Вака сега, робата, луѓето тоа знаат да речеме и имам доста добра потрошња. Така да Опа. Напитеви се решуе да не може да притасам со продажбата. Некој ќе треба или помош? Помош да тебе. Има и помош напитеви, има и помош. Господине, колку сакаш? 30 динара. 30. Дај уште една и 50 динара, ајде. Ајде, господине, нека види тебе. Стаи таму до тие долу, а ја ќе одам се напад. И јас ќе оставам тука. Добро, стави. Тешко ли се кој начин да се разбереш? Со муштериите. Има тешки муштери. За мене нема проблем за пазарот. Кажав и некој да рече. Пазарот е песна. Да. Еве, ајде. Ама и производството ти е песна. Со сето задоволство. Здравје нека. Каков е денеска денес, среда? Денеска, пошто е празник, да речеме, може малку да биде полито, ама пак сум благодарен. Нема проблем. Цените дали се високи или ниски или... Кај мене цената е сложена скромно, да речеме. Гледаш и самиот 15 динара салата, до скорото, дори да испадам ја на пазар, беше преку 20 динара салата. Сега е 15 динара кај мене. Што следува сега после салата? После салата, Тоа е култура. втора култура салата. Добро. Младо кромиче, младо лукче, зелка уште нешто има, па натки, па друго ќе следуе. Ама сега ти ги спремаш и леите за пикирање. Имаш патлиџани, имаш... Ще се разсаде патлиџан, пример, да речеме. Повете, 2 за 30 динара, поверите. Салата е птено убава, не? Опа. И кромиче имате 10 динара. Чакай, че вземам голямо тесто. $10. Поверите, муштери, поверите. Опа. Ристо Бошев те здравува. Субо чашка ракија, нека ви среќен ден, денеска 8 март, кога реализираме оваа емисија.
Како е да видиш комшија со Бошев? Супер. Супер Он човек. добар карактер. Добар, многу вреден. Да. Со добар карактер, убаво се слагаме тук помочи. Точно Се е убаво. дека има многу муштери. Им, да. Али и многу вредни луѓе. И внуците негови се многу вредни. Секогаш му викам, добро е што така одат децата напред, например, работат. Многу малку земјоделци, чисти земјоделци има на пазар. Да, да. Тоа е одлика на пазар. Па не се исплаќа изгледа. Не може, се е скапо да произведиш, а тука ефтино треба да продадеш. Знам како ви оди медот, вие сте познати производители на мед во Тикашијата. Добро, ама нема производство. Лоши години се погодуваат и Секој нема зависиш од количини. природата или да, од нешто да, друго. од природата. Најмногу од природата. Значи работиш се што треба, а на крајот природата си го прави своето. Благодарам, убав ден. Хвала ви, да. Сега одиме кај еден друг негов сосед. Здраво живо, добар ден. Здраво, добар ден. Како комши е Ристо Бошев? Исто најдобар човек е бе. Како карактера, како производител на земјоделски култури? Па он е меѓу најстарите производители. Ама годините вика не ми тежат воопшто. Па јасно, да, добар е. По покрете. Добар е. Вие се со него долго време на пазарите. Да, јас одавна од 97 анкрото кога не затвори. А Ристо од кога го познаш? Он сигурно тие години тука е, одавна е од. Значи за Ристо се најубаво. Супер. Кажи ми некоја одлика каков човек е. Ристо ли? А Берген го вика сега му. Така му е прекарот Ерген. Добар, работи човекот, добар, до тоа не помога. Како и неговата фамилија често тука. А добри се Да. работи. Сите се ангажирани. Кога има Како време. ти се ставаш на пазар? Твојата работа. Не знам што да кажем сега, со цените малку робата е тешко за набавка. Но дојде време кога и роба нема. Па Бога ми нема, така иде. Понекогаш и роба нема. Абе да, слушај, ако имаш пари ти најдеш роба, ако немаш пари тешко е. Благодарам. Така е. И завршуваме со господина. Добар ден. Добар ден. Зошто купувате од Ристо Бошев Тоа е Дрновско. квалитетно? Квалитетно. И овде се одигуваме, почитувани гледачи, ова е градскиот пазар. А Ристо Бошев ја завршува својата приказна, таа може уште долго да се раскажува, но он е еден од ретките кои имаат и сила, и моќ, и знање да одведуваат земјоделски култури. Добро е со однос од 20 со 80% во корист на трговците да биде изменет. Моја лична желба е повеќе да бидат производители 80%, а 20% да бидат трговци. Меѓутоа времињата се менуваат, а со тоа и начинот на живење кај нас во Кавадарци. Се надевам дека приказната на Ристо ви се допадна и во рамките на емисијата Отворено за бевте задоволен од она што ви го прикажавме. Се гледаме повторно во идниот петок во 21 час.